Përshëndetje miq të televizionit Alsat dhe patjetër edhe të emisionit Gjurmëve, ja ku po ritakohemi sërish së bashku në këtë emision dhe në këtë ditë të sotshme. Në fakt, ne nuk prekim shumë shpesh politikën në atë aspektin që nuk kemi të ftuar figura politike e kështu me radhë, mirë po sot do flasim me një politikane, mirë po në një dimension tjetër, nuk do flasim për politikbërje, le të themi kështu në mënyrë direkte, por për atë se si në fakt është të jesh grua dhe të jesh politikane, të kesh zgjedhur që të jesh e zëshme dhe çdo ditë të merresh me problemet me cilat përballet populli dhe të jetosh në një shoqëri si ajo në Maqedoninë e Veriut, cilat janë ato sfida, stereotipet, paragjykimet dhe në fakt problemet më të mëdha me cilat ajo është hasur. Me neve këtu në studio është Monika Zajakova, e cila vjen nga Partia Liberale dhe deputete në Kuvendin e Maqedonisë së Veriut. Dobar ден, добро ни дојдовте. Добро ве најдов и благодарам на поканата. Ето интрото кажав дека темата ќе ни биде и политички, но... Јас ве разбрав да? се, но Супер. мислам разбирам се, но не знам да говорам течно. Супер, тогаш можеме веднаш да продолжиме. Така. Како што реков, малку темата ќе ни биде и персонална и професионална, пошто и двете и да сакаме и да не сакаме, ние се вклопуваат во еден момент од нашиот живот. Јас сакам да знам од вака прво како е да бидеш жена и истовремено да бидеш дел од политиката, дел од парламентот, од собранието и секој ден да работиш во политичкиот систем тука во Северна Македонија. Па добро, мора да признаеме дека иако сакаме да презентираме дека нели жените веќе се рамноправни и го освојуваат просторот, во праксата тоа се уште не е така. Се уште се тема на голем број предрасуди и стереотипи со кои што се соочуваат. Ајде да тргнеме од сега поново од интернет просторот. Мислам, еве земете ги моите политички статуси. Ако почнете таму да вршите анализа на коментари, на што све се пишува на еден политички статус на жена, ќе ви се преврти жалудникот. А не да ги мотивирате да се вклучат жените во политичките случувања. Ајде да погледнеме извршната власт, која што треба да е пример. Таму имаме многу мал број на жени кои што се представени на високи раководни функции или кои што менаџираат со директорски позиции на големи предпријатија. Што значи дека предрасудите се уште постојат. Да не говорам за потикнувањето на омраза и насилство, кое што од вербално гледаме, секој ден ги гледаме статиите и вестите, каде што читаме дека има жена која што е тепана, силувана, малтретирана, што значи дека не се баш така сјајни состојбите. Политиката треба да е пример и да ги мотивира жените да се вклучат во општествените случувања, но не само како декор на масата, туку на вистина на паритетна основа да учествуваат, бидејќи економски јака жена придонесува и во буџетот и во напредок на државата, и ние тоа мора да го потикнеме. Но нема да го потикнеме ако се уште ги имаме ние секојдневни стереотипи, предрасуди, да тргнеме од прости примери од секојдневниот живот. Се уште само во тоалетите за жени има да ги пресоблачат децата, како да татковците не шетаат надвор со деца. Јас имам другарка, еве ќе спомена Марлинда, која што мораше да даде отказ од работа затоа што остана бремена. Нема како да го чува детето на кога работи на определено време. Или да спомнам друга другарка, Јована, која што мора да зима неплатено отсуство од работа затоа што детето е на листа на чекање во градинка, а нема кој да го чува. И како сега ние ќе ги поттикнеме жените повеќе да се вклучат кога тие се соочуваат со секојдневни предизвици. Јас кога го шетам мојот внук Лука на улица, мораме да шетаме затоа што тротоарите се полни со автомобили, нема каде да се помина. И тоа се голем број на проблеми кои што се уште за кои што мора да разговараме. Неодамна еве отворивме темата во собрание, јас лично говорев кај што жените во руралните средини се соочуваат со проблемот на немање вода. Мислам, 21 век, да немате питка вода или вода да ги исперете дома или не им даваат субвенции иако имаат 5 хектари земјиште. Зошто жена не може да биде добар сточар или дури сега им дадовме платено породилно отсуство на земјоделките. Тоа се само низа од темите кои што треба, но јас ја гледам политиката дека ние сме тие кои што мора да ги мотивираме жените да одат напред, да бидат активно вклучени во процесите и да придонесуваат во економскиот напредок на земјата.
А јас би сакала да се вратам во вашиот живот малку поодамна, во моментот кога вие сте почнали да бидете дел од политиката и секојдневно да работите во политика. Дали имаме разлика ние од тие години до сега? Дали е поправена ситуацијата или пак сакаме да кажеме дека е подобро, ама ти проблемите Јас мислам дека проблемите за жал низ годините остануваат исти. Ние одиме со многу мали чекори напред. Не е сменето, напротив, може би е и влошено со интернет просторот, затоа што додека мажите си дебатираат во влада дали ќе набават автомобили за министерствата или не, жените ги полнат билтените на МВР во претапување сил. И тоа е се позачестено. Се позачестено и вербалните напади, отворете го интернет просторот, не се исти кон мажите и кон жените. Така да ние, иако се стремиме кон едукација, кон поголема вклученост, се уште не сме на тоа ниво на кое што треба да биде рамноправна или партиципативна улогата на жената и не сметам дека нешто драстично се сменило. Напротив, работите се влошуваат наместо подобруваат. Дали тоа никогаш кај вас влијаело до толку што можеби да мислите да се повлечете од јавниот простор? Тука е клучно секогаш колку поддршка ќе добиете од луѓето кои што се околу вас, пред се од семејството, затоа што и тие треба да бидат спремни на се што вие поминувате, бидејќи тие го преживуваат со вас и го читат. И ако немате основна поддршка, тогаш многу тешко е дека ќе обстанете. И голем дел од жени и девојки кои што се вклучиле, се повлекле за да не бидат предмет на напади. Кога јас би ја водела владата, би ставила многу повеќе жени на позиции, затоа што жените имаат и поголема емпатија и се поодговорни кон решавање на проблемите. И во ЛДП, партијата која што јас ја водам, жените се вклучени во највисокиот орган на партијата со 40%, без да постои партиска квота за тоа, туку заради квалитетот кој што го поседуваат и потенцијалот кој што го носат. Кога ќе ги гледаме како квалитет и како потенцијал, а не само како квота што треба да задоволиме, тогаш работите ќе почнат навистина да се мануваат. Дали треба ние да имаме квота? Деки од една страна имаме квота за да имаме жени во особено собрање, но и не само собрање, но од друга страна дали ги имаме најквалитетните жени во собрање во тие места? Дали мислите дека овие квоти треба се уште да постојат? Знаете како, квотите се еден вид на позитивна дискриминација, кој што на почетокот се покажа дека ја исполнија целта заради која што беа поставени, бидејќи па немаше да може никако да допрат до функција во овој машки свет на мускули жените. Кога не би постоеле квоти, веројатно би биле минимизирани. Ева, јас да тргнам, јас сум единствена жена лидерка или председателка на политичка партија. И може би мажите се уплашија, па на последната лидерска средба не упатија покана до ЛДП, затоа што веројатно ако бев јас таму или ако имаше повеќе колешки лидерки кои што ќе седнаа на масата, ќе дискутираа на вистина за реални теми кои ги засегаат граѓаните и кои го засегаат нивниот џеп. Меѓутоа во светот на машки мускули веројатно тоа не е доминантно и не е предизвик. Ако го погледнате во тој свет, можеби не им се допаѓа ни пристапот кој што го имаме. Јас ќе тргнам од себе како жена лидерка. Јас немам конфликтен пристап како личност, туку секогаш гледам да говориме за идеи со аргументи и да понудиме решенија. Дотолку пробуваат да ги минимизираат жените, што е еден прост пример. Не прифатија закон за електронска нараквица за следење на сторителот на насилство, без никаков аргумент. Наместо мажите да се борат за тоа, како што се борат за Safe City, кој што е проект за поздрав, да направат превенција и во делот на насилството кое што секојдневно го преживуваат жените. Работите не се баш така едноставни како што сака да се прикаже по однос на тие родови политики и навистина има се уште многу работа. Мене често пати ми се случува ако зборуваме за вака пофеминистички теми да речеме, да ми викаат добро жените нека бидат секаде, ама како претседател на државата не може таа функција да вршат или пак претседател на една партија и така натаму, бидејќи тие се поемотивни. Дали овие биле некои аргументи или пак расуди кога вие сте почнале или пак и сега?
Знаете како емоцијата не е хендикеп, напротив емоцијата е предност, што значи дека вие имате одредена емотивност кон граѓаните. Еве јас тргам, пошто ние сме во политика и мора да го гледаме да спекна тоа што нудиме во политиката. Жените отварат, јас сум отворила теми во собрание кои што не сакаат да ги слушаат. Не сум отворила тема за незастарување на кривичните дела заради тоа што сум емотивна, туку за тоа што знам дека тоа прашање број 1 што ги мачи граѓаните. Не може еден судски процес да трае подолго од животен век на граѓанинот. Не може тие кои што се огрешиле пред законот да бегаат од правдата со застарување, или пак некои кои што не се огрешиле да не може да си ја докажат невиноста затоа што делото им застарело. Не е од емоција тоа што јас го говорам да се укинат банкарските провизии, туку затоа што на вистина банките ги исцицаа граѓаните. Ни за други теми, како, не знам, укинување на управни надзорни одбори, укинување на оние еден куп заменици, директори или градоначалници, тоа не го отварам јас како тема затоа што сум емотивна, туку затоа што граѓаните ме поставиле таму да ги гледам нивните проблеми и да наоѓам решенија на нивните проблеми и да говорам за решенија. Така што не се согласувам дека жените не треба да бидат затоа што емотивно ќе делуваат. Не, жените секогаш зборат за решенија, зборат за идеи и секогаш се подобри во наоѓањето решенија, затоа што буквално еве можеби на некој начин им е предност тоа што имаат поголема емпатија кон случувањата во општеството и повеќе може да ги разберат проблемите вистински на луѓето. Ова е само почетокот на нашиот разговор. Ние ќе продолжиме после рекламите. Шкојме пак реклама да ме пасрик теми се решено студио. E ako po rikthehemi sërish në studio dhe ishim duke folur për botën në cilën ne jetojmë, që është botë e krijuar dhe e le të themi kështu funksionimi se si është bërë nga burrat dhe tashmë ne fatmirësisht jemi vite të tëra edhe ndoshta edhe shekuj që edhe gratë i kemi ato pozitat në cilat patjetër që do duhesh të jemi, mirë po mysafiri na tha që Maqedonia e Veriut nuk është aty se ku duhet të jetë dhe se po ecën me hapa shumë të ngadaltë sa i përket barazisë gjinore. Da se navrata malce na mashkët sfit, koji se tие моментите каде ние препознаваме дека да, ние живееме во држава, во свет каде што од првата година е создаден од машки и улогата на жените само овие крајните години е вложена внатре? Па добро са, јас не се согласувам дека светот го создале мажите, го создале мажите. Не создале не, ама системите внатре. Но низ годините се покажа дека секогаш доминантно на клучни позиции доминирале мажите. И таа нивна визија и желба за доминација можеби го довела по општеството до тука. Ние малку на рекламите позборувавме која е разликата помеѓу машката и женската визија за една држава, пошто нели и државата е како семејство. Вие се грижите пред за семејството, треба да се грижите и за граѓаните во кога водите одредена држава. Напредокот на земјите каде што жени водат е многу поголем во однос на машкиот свет. Некако како таа машка визија да прерасна во визија на конфликтност, која што нели они секогаш доминираат кај нив суетите, егото, да докажат дека јас тоа го направив, јас ова, вие не чините. И ама тоа на крајот од денот никој нема бенефит. Во политиката најмалце граѓаните, во семејството ќе нема целото семејство бенефит. И сето тоа што таа машка визија на конфликтност се пренесе и наделе во општеството. Гледате, луѓето стана кој повеќе ќе се докаже, кој ќе навреди повеќе. Наместо да бидат во центарот како колективно добро да направиме за сите граѓани. И тука исто ја гледам разликата, бидејќи еве како жена мислам дека мора да се вратиме на она што е базично на една демократија, да ги вратиме граѓаните во центарот на случувањата, а не докажувањето кој ќе покаже поголема моќ или его, но да ги решаваме проблемите на граѓаните, како корупцијата. Гледаме дека многу помалку жени се вклучени во коруптивни сделки отколку
мажите, како да вратиме повеќе пари во џебовите на граѓаните, како да се цени квалитетот наместо партиската функција, и тоа се задачи, и тоа е таа различна визија која што јас имам како жена во однос на моите машки колеги лидери. Како е вашето секојдневие во собранието? Која е секојдневната борба со сите мажи таму, но може би и жени, особено кога се работи за еднакво, за теми кои што може би многу малце се зборуваат, пошто се женски теми или пак се проблеми кои што најмногу ги засегаат жените, а кога се засегаат жените, исто така и мажите треба да работат на иста тема. Па добро, ние сме држава во која што доминираат генерално политики на 2 до 3 поголеми партии. Тоа е пресликано и во собранието. Јас действувам независно и е навистина многу тешко како еден пратеник да ги промовирате вашите идеи, да се изборите за тие идеи, затоа што некако не Македонија е создадена така да системот ве бута да припаѓате на поголемите за да успеете во одредени цели. Тоа е така уште кога тргнете од изборниот закон, кај што поголемите 3 партии земаат речиси повеќе од пола од буџетот наменет за финансирање на партиите. Значи околу од 6,5 милиони буџет за партиите, 4 милиони ги земаат големите партии, ни в државата им плаќа аналитички центри. Ако видите во други држави, пример, партиите добиваат пари со самото тоа што се пререгистрирале за основни работи, да промовираат политичка програма, да имаат еден вработен и да имаат седиште, од каде што ќе промовираат таа своја политичка програма и идеологија, кај нас стана како една целокупна администрација. И тоа се пресликува во парламентот и е навистина многу тешко. Имало моменти кога е многу тешко да дојдете на ред да поставите пратеничко прашање кое што граѓаните го бараат од вас, бидејќи доминантно пратеничките прашања се за пофалба на тоа што сработила владата. Тешко е да излобирате закон. Јас ви напоменав законот на ЛДП за електронска нараквица. Не помина класичен закон кој што треба да го превенира насилството, особено доминантно врз жената. Аз не викам дека не се врши насилство и врз мажи, меѓутоа статистиката покажува дека побројно е кон жените. Не поминал кривичен законник за одговорност и незастарување. Не помина од повикување на градоначалници, буквално од тие суети да се договори кој ќе го избутка. Мислам дека сето тоа што се прави во партиите се пресликува и во парламентот, и кога ќе имаме ослободување од таквиот партиски систем, не демократски, туку ова е класичен партиски систем, тогаш ќе може да дојде до израз на вистина квалитетот и визијата на секој еден од нас што ја носи. Мене некогаш ми е шокантно како и одредени колешки, заради тргнувајќи од партиската реторика, наместо да мислат со своја глава, не даваат подршка на одредени закони, ги прекитуваат. Таков беше случајот со електронската нараквица, затоа што некој така партиски им наложил. Собранието е место каде што вие дебатирате со аргументи кои што доаѓаат изворно од вас, а не со некој што ви напишал партиски став таму. И таа битка е тешка и парламентарната демократија во Македонија, иако по конституција треба да е собранието највисок орган, треба да се менува и да оди на подобро, затоа што вака како што е, системот е неодржлив. Не може само да поминуваат идеите ако сте дел од некоја поголема партија која што има мнозинство, а сите добри идеи да останат неаргументирани и одбиени без да слушнете некаков спротиставен аргумент. И мислам дека стварно треба да се менува и дека им е на сите преку главата како функционира, или како се викаше на македонски е доста, а на албански мјафме. Да. Така да, навистина доста и треба да ги менуваме работите внатре. Спомнавте дека системот од политичка партија па преминува исто функционира и собранието. Политичките партии имаат често форуми на жени каде што таму жените се собираат и одлучуваат. Дали мислите дека и тоа е или пак не кажува дека се уште општеството не е во тој момент каде што жените и мажите во иста маса ќе одлучуваат за исти проблеми, а не поделно? Па не знам како е во другите партии, во ЛДП која под мое водство форумот на жени е статутарно исто на ранг на партијата, односно тело на партијата, кој што не служи само за да одбележува женски празници,
40% од жените се во извршниот одбор, околу 50% во централниот одбор, тоа се две највисоки тела. Чинам дека либерално-демократската младина е единствена младина која во моментот има исто така жена лидерка и преку такви примери само може да ги менуваме работите. Ако ние ги сведаме жените на форум на жени за да одбележат 8 март или да излезат да кажат за заштита на правата на децата, тогаш не сме постигнале вистинската улога. На кога ги седнаме да одлучуваат, да носат одлуки на масата каде што навистина се креира целата политика и реторика, тогаш може да кажеме дека сме поразлични, дека имаме некаков напредок. Либерална партија, имаме и нормално други видови на идеологии во собранието, но дали тука во Северна Македонија ние знаеме да правиме разлика, особено граѓаните на сите партии и нивните идеологии, дали имаме навистина партиска програма која што за која граѓаните ќе знаат зашто ќе одбираат во иднината? Во минатото постоела таа идеолошка определеност и луѓето влегувале во партија затоа што верувале во одреден концепт или идеја. Така и јас сум станала дел од либерално-демократската партија, бидејќи верувам во либерално-демократско општество во кое што секоја индивидуа има еднакви можности и пристап до пазарот на труд, до економскиот пазар и каде што може со својот потенцијал и квалитет да придонеса назад кон државата и тоа да биде препознаено. Меѓутоа, она што денес е сведен политичкиот поредок, повеќе го гледам на начин каде што и за тоа се виновни партиите, затоа што тие така го создале начин како полесно вие да дојдете до одредена посакувана цел. И затоа се свашта преку партиите влегува на раководни позиции и затоа се изгуби квалитетот, што всушност не е првичната намена зашто постои одредена идеологија. Ние во Македонија се формира низа партии кои што ако ги прашате не знаат која им е идеолошката матрица. ЛДП е партија која што е поставена во центарот и која што води класичен либерализам и во делот на економијата, бидејќи тој ни е најсилен дел и така не препознавале како адвокати на мали и средни предпријатија, поборници за повеќе пари назад во џебот на граѓаните, но има партии кои што навистина постојат само заради клиентелизам и задоволување на одредени потреби. И затоа се плашиме да ги прифатиме овие теми за укинување на заменици директори, за укинување на заменици граѓани, зашто мора некаде да се задоволи тоа партиско членство и тоа е сосема погрешна политика на партиите и на државата. Јас колку што можам се трудам ЛДП да и сите политики, ако ги погледнете, наши се базично, класично, либерално-демократски и држат точно до идеолошката матрица која што сме ја поставиле. Дали мислите дека проблемот е кај политичките партии или пак кај граѓаните? Пошто ако граѓаните бара да има разлика или пак ќе кажуваат дека ова вака не би требало да функционира, дали тоа би придонело до менување на системот или пак виса верса функционира? Јас сепак мислам дека Македонија е млада демократија, но е далеко од либерална демократија. Далеко од можноста дека граѓаните се тие кои што имаат полно право да одлучуваат. Ајде да појдеме од последната лидерска средба. Ако беше навистина либерална демократија, немаше да збориме само за една изборна единица со рационални прагови, ќе зборевме за отворени листи, како граѓанинот директно да избере кој сака да го представува во парламентот. Ние сме една демократија која што се зависи од лидерите на партиите. Тие се состануваат на лидерска средба кога ќе посакаат, тие говорат за темите што ги сакаат без да слушнат што сакаат граѓаните да говорат, тие одлучуваат кога ќе стават на листите. Значи, вие како граѓани немате право да заокружите дали ако јас сум 15, треба јас да влезам, ќе влезат првите 5, 6, 7. Значи, повторно, она што го одлучил лидерот. Не ја гледам кривицата во граѓаните, туку мислам дека така на поголемите партии кои што доминантно се менува на власт во Македонија во изминатите 30 години, така ја поставија политиката да ги направат граѓаните зависни од нив за да можат полесно да го контролираат целокупниот систем. И затоа после кога имаме добри идеи, тие не поминуваат. Јас сум убедена дека сите овие идеи кои што ги напоменав, од укинување управни надзорни одбори, од
носење на квалитетен кривичен законник во кој што навистина ќе има одговорност. Од повикување градоначалници, ако ги ставам утре на референдум, ако ЛДП иницира референдум, 80% од граѓаните ќе се изјаснат дека се за овие добри идеи, ама во парламентот не поминуваат. Така што не може да ги окривиме граѓаните и можеби треба да почнеме да размислуваме и да правиме медиумски притисок, да имаме повеќе референдумски изјаснувања, каде што навистина ќе се види која е желбата и моќта на граѓанините. Собранието би требало да биде, ако се враќаме во античка Грчка и понатаму, гласот на граѓаните, особено пратениците се тие одбрани од граѓаните. Дали во Северна Македонија собранието има ваква улога? Или е само гласот на партичките политики? По уставот треба да биде гласот на граѓаните и јас како пратеник можам да говорам лично за себе дека на вистина во собранието отварам теми кои што до мене ги адресираат граѓаните, бидејќи јас постојано сум меѓу луѓе, шетам, излегувам, ќе одам на пазар, во маркет и ги слушам луѓето што говорат. Одам во родното село на баба ми во Валандовско Вудово, слушам кои се проблемите кои што ги мачат. Меѓутоа собранието некако стана како еден ринг во кој што секој ќе се докаже, сака да се докаже пред лидерот за да обезбеди уште еден мандат. Тоа е генерално во поголемите партии и тие не гледаат да аргументираат идеја, туку гледаат што им налага и како е подобро за партијата или како повеќе корист има партијата, а не граѓанинот. И сега тука не може да ги кривиме граѓаните, не може да кривиме поединци, има во собранието луѓе, имало јас сега действувам независно во минатиот мандат, имало во предминатиот, не може да ги кривиме тие индивидуалци кои што ги отвараат темите, меѓутоа тие не може да дојдат на дневен ред затоа што мнозинството од така наречени поголеми партии го узурпираат политички просторот и не сакаат да ги отворат темите за граѓаните, затоа што им одговара полесно да го контролираат вака како што е поставен системот. Веќе неколку пати спомнавте дека индивидуалната работат во собранието како што е реториката на политичките партии. Дали тоа значи дека ние како општество не сме индивидуалисти, немаме наше критично мислење или пак се плашиме да одлучуваме и да работиме како ние субјективно мислиме? Добро, тоа малце го наметнува и системот. Сепак ние сме општество кое транзитирало од еден во друг систем. Затоа и кажав дека далеку сме од оној концепт на либерална демократија, каде што ќе се цени квалитетот на една индивидуа и таа индивидуа ќе се даде рамноправна можност да учествува на пазарот на труд или да биде економски конкурентна. И таков систем поставиле за жал овие поголеми партии. Не е стравот од индивидуализам или од имање критичка мисла, туку едноставно така низ годините се поставило да сега на секој му е полесно да влезе во некоја од големиве партии кои се менуваат константно на власт, како да сме двопартиски или тропартиски систем, и да си ги исполнат целите како што гледаат дека доминантно нивните сограѓани тоа успешно го прават. Кога би била либерална демократија и кога би имале еднакви услови и можности, јас не верувам дека би било вака. Тогаш не би зависеле луѓето од милостињата на лидерот дали ќе го вработи или не, туку со својот квалитет ќе се бори на пазарот. И оние индивидуи кои што се силни, секогаш може да изградат силни држави, државата да го препознае тоа и да оди напред. Бидејќи ние, да земам во политиката, ние сме одговорни колку државата ќе однесеме напред, колку таа ќе биде рамноправна во ЕУ, дали ќе имаме систем на одговорност, економски напредок или нема да имаме. За жал, некако во моментов имам чувство дека се е сведено само на секојдневна политика и меѓусебни обвинувања на 2 до 3 партии, а ние останатите, колку и да пробуваме да пласираме идеи, тоа не може да допре до граѓаните, бидејќи тие го узурпираат целиот простор. Ние ќе продолжиме со нашиот разговор. Шкојме пак публицитет да рикте емисариш на студио.
Ако порикте ми сариш на студио да е важно беседа на туј кој е лам, јас така да се наврата малку на родовите теми. Кои се тие најголеми проблеми кои што вие секојдневно кога зборувате, особено со жени, но зашто да не со мажи, произлегуваат дека жените ги имаат во Северна Македонија и дека многу тешко е истите да имаме солуција за тие проблеми? Па јас не гледам дека е тешко да имаме солуција. Важно е колку имаме волја да ги решаваме проблемите. Инако проблемите секојдневни веќе ги напоменавме. Од инфраструктура да се вие мислам, ние немаме јавен превоз. Како ако некоја жена не вози, а не сака да зависи од својот сопруг, како да го однесе детето до градинка? За родовиот јаз во платите и колку жената врши неплатена работа е сосема друга тема за која што можеме до задутре да говориме. За не знам, менструална хигиена која што никогаш нема мажите да ја отворат како тема, да не говорам колку пати сме збореле. Но има и теми кои што мораме заеднички да ги адресираме, кои што напоменав и на почетокот, мажите мора да бидат погласни за да ако сакаат да имаат економски напредок и напредна држава. Ние секогаш паѓаме тоа што се случува во главниот град, меѓутоа ајде да појдеме што се случува и во другите градови, што се случува во Битола, што се случува во Делчево, во поруралните средини. Како живеат жените? Имаат ли, еве јас ќе ви кажам како председателка на партија, кога ние правиме листи за локалните избори, во помалите, во руралните средини, се уште е тешко да ги охрабрите жените да застанат на листа, бидејќи тие се уште доминантно вршат неплатена работа, која што и зависат од својот сопруг. И тука ќе се навратаме на концептот идеолошки на партиите што треба да го застапуваат. Либералната демократија подразбира и децентрализираност на државата. Мислам, не може да гледаме све да е сконцентрирано во Скопје. Затоа скопјани имаат неквалитетен живот. Че квалитетот на живот е сведен на маргините во Скопје, додека паралелно пред очи ни изумираат младите, односно другите помали градови. Значи, ЛДП имаше закон за рамномерен регионален развој, помина со консензус во собранието, но ајде да видиме колку се спроведува. Јас сум убедена дека не се спроведува. Децентрализацијата не ја довршивме. И тоа се теми кои што исто ги допираат жените, каде што имаме разлика во начинот и квалитетот на живење како граѓани. Вие неколку пати спомнавте дека ние сме демократија како држава, но не сме стигнали до либерална демократија, но дали на вистина и таа демократија што ја имаме, дали е точно демократија? Дали граѓаните се чувствуваат дека живеат во демократна средина? Па кога имате демократија која што одредени човекови права ги фаворизира, а други ги маргинализира, тогаш не може да зборите за полна демократија, туку за привидна демократија. Кога ние сме општество во кое што се уште доминираат стереотипи по однос на родова рамноправност, на не знам сексуална ориентација, тогаш не може да говориме дека сме станале целосна демократија во која што ќе си гледаме нашата работа и нема да не пречи ако некој друг е среќен на поинаков начин од нас. Колку и да сакаме да говориме дека сме демократска земја, јас сепак мислам дека ние сме некој вид на симулирана демократија, а не вистинска демократија која што ја живееме. Затоа напоменав дека да, Македонија е млада демократија, меѓутоа е далеку од созреана демократија, а чекор понапред е либерално-демократскиот концепт. И тоа останува на нас како помлади, како луѓе кои што размислуваат поразлично, да се бориме, да правиме притисок, да го однесеме општеството понапред, затоа што ако останеме само заглавени во статус-квото во кој што живееме, ово општество само ќе тоне. Глобализмот ни донесе некои многу добри работи, но вие ги спомнавте и некои малку полоши работи, особено со развојот на технологија. Како ја гледате иднината тука во Северна Македонија? Дали ќе одиме на подобро или пак полошо? Тоа зависи од секој од нас. Дали сакаме да одиме на подобро, дали сакаме да останеме на статус-квото на кој што сме, или ќе одиме на полошо. Јас на вистина сакам да дебатираме за идеи
кои што ќе донесат напредок на државата и кои што ќе интегрираат државата на местото каде што седат сите останати држави на масата, бидејќи ние сме дел од европскиот континент и мора да обезбедиме напредок затоа што треба да си признаеме дека нашето население живее најсиромашно во Европа и дека навистина има предизвици кои што се незамисливи за одредени држави. Например, вие да му спомнете на некој во Белгија дека не можете со воз да стигнете од Скопје до Битола за час и половина, туку мора да возите 3 сати, молејќи се да не ве фати снег на плетвар, ќе се чуди затоа што од Брисел до Гент или до Антверп се стига со воз за 40 минути. И се додека не говориме за суштински теми, да одиме напред, да го подобриме секојдневието на луѓето, да им обезбедиме повеќе пари, повеќе услови, тогаш ништо не сме направили. И тука гледам и помош исто од медиумите, кои што мора заеднички да водат кампањата и борбата со граѓаните, дека од политичарите сакаат да видат конкретна понуда и фокус на граѓанинот, а не на секојдневната политика, затоа што мене на вистина еве ќе тргнам не како политичар, туку како жена надвор од политиката, ми е гајле што се случува помеѓу лидерите на двете или трите најголеми партии во Македонија и дали они меѓусебно ќе се обвинат кој бил каде на одмор, каде летувал, што кажал. Значи апсолутно немам никаков бенефит од тоа, никако граѓанин, уште помалку како жена која што има дополнително плюс предизвици секојдневни со кои што се соочува во животот и тоа ме засега да се говори. Мислам, јас утре да се реализирам како мајка, немам место во јавен простор каде да го нахранам моето дете. И тоа е исто така секојдневен проблем со кој што се соочува жената, кој што не им паѓа ни на крај памет на мажите. Да, последното истражување покажуваше дека 36% од жените кои што веќе биле во пазарот на трудот, бидејќи биле трудни или пак бидејќи родиле деца, веќе се примерот со мојата другарка, со Арлинда, која што за жал мораше да ја напушти работата кога остана бремена со второ дете. Ние сме при крај на нашиот разговор, иако овие теми, како што веќе кажавте, можат 2-3 дена да се зборуваат без престан. Дали има нешто што ние не сме спомнале, а е важно да се спомне? Па добро, јас само на крај ќе упатам дека многу е важно да одбереме луѓе кои што навистина имаат визија во поглед на оваа држава и да не останеме само заглавени во оние стереотипи, предрасуди во кои што ги живееме или кои што можеби во таа хистерија на конфликтност која што сакаат да ја наметнат мажите за да бидат доминантни, се изгубија оние вредности и суштински нешта и верувам дека само вака со јавно говорење, со едукација ќе можеме да постигнеме поголем напредок и во некоја идна емисија да говориме што плюс од она што досега го имаме сме обезбедиле за државата. Благодарам многу за вашето време. Благодарам.